Унијата на млади сили има една практика да биде во непосреден контакт со сите млади луѓе и од нив да ги црпе идеите. Така беше и претходно со кампањата Македонија за младите, која што ја почнавме во текот на предизборието, односно на парламентарните избори кои што требаше да се случат во април па во јуни месец, и така почнавме низ сите општини на Македонија да комуницираме со младите и да ја создаваме заедно програмата за млади на ВМРО ДПМН. Тука во Радовиш имавме една плодна дискусија, тогаш беа дадени повеќе идеи од страна на младите. Би сакал да ги истакнам идеите за 50 перални и сушални во студентските домови, таа идеја потекнува токму од тука, веќе се претвори во проект и знаете дека е во постапка на, односно во тендерска постапка од страна на Министерството за образование и ќе бидат набавени. Исто така би сакал да ја споменам и мерката за фитнес зони. Таа исто тука беше дадена како идеја и беше влезена во изборната програма и многу други. Сега ни имаме една практика на отчетност и затоа сме тука да им ги презентираме сите оние проекти кои што беа влезени и промовирани од страна на нашиот партиски лидер Никола Груевски. Па така сега сме тука да ги презентираме сите оние 40 проекти. Би ги сакал да ги наречам мега проекти кои што би сакал да истакнам дека дури 27 се за студентите и за високото образование, што вака покажува дека имаме сериозна наклоност кон образованието на младите и нормално морам да кажам дека иднината во образованите млади луѓе, бидејќи тие треба да ја понесат на грб во идниот период нашата држава. Во наредниот период очекуваме уште повеќе активности, очекуваме на дополнување на програмата за предвремените парламентарни кои што треба да се случат на 11 декември. Ќе имаме можност повторно да собереме идеи од страна на младите луѓе од Радовиш кои што ќе влезат во оваа изборна програма, односно ќе бидат дополнети во однос на претходната. Значи пред само 10 на месеци представници од извршниот комитет на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН беа во Радовиш со цел да собираат идеи од младите луѓе во Радовиш кои што би се вметале во новата предизборна програма на ВМРО ДПМН. Еве имавме прилика во проектот Македонија за младите, младите за Македонија, да видиме дека токму од вкупно 40 проекти, токму од нашиот град, од Радовиш, имаме 3 проекти кои што се предлози од токму од младите лица во Радовиш, а тоа е, како што кажа потпредседателот на Унија на млади сили, фитнес зона за млади, која што можеме да кажеме, која што мораме, да кажеме дека во Радовиш веќе е реализирана и дека младите од Радовиш веќе ја користат истата. Исто така, значи 50 перални и сушални во студентските домови е проект на бивши студент од Радовиш кој што ја кажа таа своја идеја како резултат на тоа што кога бил студент им биле тешки условите, ако може заедно со целиот експертски тим на ВМРО ДПМН да се види таа идеја и да биде реализирана. И еве видовме дека председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски со предложената идеја од младиот човек преку Унија на млади сили до самата партија, таа веќе е во постапка и можеме да кажеме дека во сите студентски домови во Македонија, зависно од нивните потреби, ќе бидат ставени во употреба тие перални и сушални. Исто така беше предлог идеја и субвенционирано купување на музички инструменти, која што ќе започне, која што исто идеја веќе е мерка за младите, која што ја најави нашиот председател, и таа ќе започне да се реализира од 2017 година. Вкупно 50 музичари ќе можат да ја користат таа мерка со помош од владата на Република Македонија во купувањето на тој нивни музички инструмент, со некаде околу 75% од вкупната сума на самиот инструмент. И за крај сакам да напоменам дека ние како представници на Унија на млади сили во локалните места и во местните комитети преку секакви разговори во секоја местна заедница со младите ќе продолжиме да ги слушаме нивните идеи и сите нивни предлози и ќе бидеме отворени за нив, за да исто така и уште некоја идеја прерасне во мерка која што ќе ја користат сите млади во Република Македонија.